Почитуван председател со комисијата. Иако побарахме процедурално, се уште не знаеме дали ќе имаме можност и по кој начин ќе работиме на оваа комисија, односно дали ќе се представат сите 4 кандидати, затоа што де факто имаме 4 кандидати предлози за едно место. Тоа е Јадранка Дабовик Анастасовска, Тодор Витларов, Саво Климовски и Родна Живковска. Па така, на некој начин, ферски е сите да ги представиме, па да гласаме. Кој ќе добие најмногу гласови, соодветно ќе биде избран за уставен судија. Сметам дека треба да ги расчистиме овие дилеми. Уште повеќе затоа што на неколку наврати оваа комисија разговараше за уставни судии и се наметнаа повеќе дилеми кои неопходно е да ги расчистиме уште на самиот почеток пред да дебатираме, за да знаеме на кој начин седницата ќе биде водена, односно да имаме предвидливост во однос на дискусиите, на кој начин тие да ги концепираме, дали во првата дискусија да ги коментираме сите или еден по еден соодветно да ги третираме. Во однос на процедуралното, морам да кажам дека дополнително низ оваа комисија се провлекуваше фактот дека има недостатоци во самиот закон, односно голем проблем ни представуваше поимот истакнат правник. Иако имаше добра намера во комисијата да се дефинира што е тоа истакнат правник, се уште тоа како комисија, како собрање не успеавме да го дефинираме, односно не успеавме да ги поедноставиме законите, да ги допрецизираме, за да немаме такви проблеми. За волја на вистината, кандидатот Јадранка Дабовик Анастасовска ги исполнува сите услови од законот, затоа што не конкурира по основ на истакнат правник, односно во самиот закон е дефинирано дека професор кој има соодветно научно достигнување може да биде кандидат за уставен судија, така да овој момент, барем за овој кандидат, паѓа нели како проблематика, односно можеме да продолжиме понатаму со дискусијата. Тоа што генерално ни виси секогаш кога збориме за правосудството во Република Македонија и нормално уставниот суд како една од круните на тоа правосудство е околностите во кои зборуваме. За жал, веќе што и да збориме за правосудството или во било кој контекст се е разнишено. Едноставно, довербата во правосудството, зборам генерално, судство, јавно обвинителство, уставен суд, судски совет, совет на јавни обвинители, секогаш кога ќе се збори било кој од овие институции, ние имаме сериозни проблеми на кој начин да ги концепираме нашите дискусии, затоа што довербата во овие органи е спуштена на многу ниско ниво. Според некои истражувања таа е помалку од 3%, што е загрижувачки, затоа што во суштина темелот на една држава се базира на правосудството, односно функционирањето на државата, функционирањето на останатите закони. Но ова ни укажа и нашите пријатели од Соединетите Американски држави, ни укажува Европската унија, ни укажува и Холандија како заинтересирана земја која сака да се подобрат работите во оваа област и има сериозни инвестиции во правосудниот систем во државата. Дури бевме сведоци дека и дел од тие сериозни држави кои се значајни партнери на Република Македонија почнаа да се откажуваат од проекти во кои се инвестирани сериозни пари, се со цел да се подобрат работите. Амбасадорката на Соединетите Американски држави јасно ни кажа на знаење не се задоволни од големите средства на даночните обврзници од Соединетите Американски држави инвестирани во правосудниот систем, а резултатите се нула. Дури и тие мали напредоци што ги имаме, во даден момент власта на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија дуи успеваат да ги анулираат, односно да прескокнат и покрај тоа што нешто е постигнато да се вратиме чекор назад, место да одиме напред. Да не должам, значи, ова се околностите во кои бираме уставен судија, испразнато место кое нормално треба да биде подполнето за да уставниот суд соодветно функционира.
Околу кандидатот Јадранка Дабовик Анастасовска, морам да кажам дека доаѓа од фелата на професорите и како на некој начин интерно колеги, секако дека секој професор што доаѓа од Универзитетот Кирил и Методиј од моја страна заслужува одреден респект затоа што ги минала филтерите на избор, односно, како што гледаме и од биографијата на Јадранка Дабовик, поминала асистент, доцент, вореден професор, сега е редовен професор на правниот факултет. Иако е професор на граѓанско право, според мене тоа не е недостаток и покрај тоа што се конкурира во Уставниот суд, од позиција на тоа што во Уставниот суд ни треба познавачи на Уставот, меѓутоа ни треба и познавачи на законите, затоа што Уставниот суд е телото каде што ќе се дискутира за уставноста, усогласеноста на законите во однос на Уставот на Република Македонија. И тука не навлегувам во професионалната биографија на кандидатот, кој е секако како професор, како редовен професор со сериозен стаж во правото, не можеме да најдеме никаква замерка во однос на научната, истражувачката, апликативната работа, работа со студенти, работа на закони и така натаму. Меѓутоа, многу ќе беше подобро ако ние најдавме методологија на представување на кандидатите, па соодветно кандидатите да можат да ни представат во неколку кратки црти свое видување, односно како ја гледаат својата работа во Уставниот суд. На тој начин ние како пратеници, и тоа представување да биде и 5-10 минути, ќе добиеме некоја слика за кандидатот, односно за квалификациите, способностите, вештините, односно визијата пред се на кандидатот за својата работа во Уставниот суд. Многу ќе беше интересно да се чуе коментар како еден професор на граѓанско право би коментирал тоа што граѓаните во Република Македонија не можат да си ги остварат своите граѓански права. Значи, ние имаме закони, кои закони не функционираат, или закони кои се спротивни на Уставот и како такви не можат да се имплементираат, односно секојдневно гледаме дека граѓаните на Република Македонија многу често не можат да си ги остварат своите граѓански права. Тоа не е само моја констатација. Погледнете ги извештаите на јавниот правобранител. Погледнете ги извештаите на Државна комисија за спречување на корупција и криминал. Многу граѓани не можат да си ги остварат своите права. Затоа би било интересно еден ваков професор да слушневме како ги гледа тие ситуации кога граѓаните на Република Македонија и покрај тоа што имаме воспоставено законодавен, закони, систем, правен систем, никако не можат да си ги остварат своите права. Тоа што може би е интересно во периодот кој следува, односно периодот кој го живееме, ова што ми падна во очи е почитуваниот кандидат има достигнување, односно свој допринос во науката, имала постдипломски студии на здравственото законодавство. Многу интересна тема. Понатаму имала свое достигнување во системот на здравствено осигурување, меѓународни организации, меѓународни договори и така натаму, за лекови и така натаму. Многу актуелна тема. Ние овде сме сведоци на аферата онкологија. Ке беше интересно еден ваков стручнак, незината призма на научен работник, баш да искоментира како се доведовме во ситуација на онкологија. Да имаме таква афера. Овде јавно беше кажано од министри, од фондот, од директори на клиниките, дека граѓаните на Република Македонија не можат да го остварат своето уставно право да се лечат. Сите поранешни министри, сите поранешни директори јавно кажа дека нема терапија за сите болни. Ние, согласно Устав, се дефинираме како социјална држава која ќе гарантира здравство за сите граѓани на државата.
И сега овде на јавна сцена, на говорница, во парламентот на Република Македонија беше кажано дека лек ќе има за едни граѓани, за другите нема да има. Може би клучното прашање беше кој ја прави таа листа, кој одлучува кој ќе земе лек, кој нема да земе лек. Каде е тука поврзаноста на Уставот со правото на граѓаните да имаат здравствена заштита? Кандидатот реков, од аспект на научен работник, импресивно, досие, многу трудови, многу конференции, меѓутоа мојата дилема е дали почитуваниот кандидат ќе се снајде во овие околности. Зашто викам дали ќе се снајде во овие околности? Затоа што имаме партизирано судство. Затоа што имаме партизирани уставни судии кои добиваат наредба што ќе одработат. Кој закон ќе се отвори на Уставен суд, кој закон нема да се отвори. Секоја постапка на Уставниот суд е договорена и темпирана со политиката. Да немаме дилеми. Главната работа на Уставниот суд е да ја помага власта, односно имаме спрега на Уставниот суд со извршната власт. И тука е проблемот на Уставниот суд, и тука и оваа институција која треба да биде круна, никако да си го најде своето место. Па имате председател на Уставен суд кој готово како да е новинар ќе ви коментира се и се што. И политички односи, и состојба во државата и така натаму и така натаму. Ке ми текне како помлад политичар, важеше девизата дури и не се коментираат одлуки на Уставниот суд. Во кое дереже стигнавме? До кое дереже? Ние не што коментираме, ние веќе Уставниот суд како дома да ни е. Па имаме ваква реакција, па закаснети одлуки, па темпирање на политички моменти и така натаму и така натаму. Генерално лоша слика за законодавството во државата, лоша слика која може единствено се подобри со целосна реформа на судството во Република Македонија, па и на Уставниот суд, затоа што вака не оди работата. Благодарам.